Добре, крипто ентузијасти. Како што ветивме малку покасно, но битно е да го изработиме видеото, иако нели како што може да видите малку сме повеќе зафатени во вообичаено во овој период поради некоја чудна причина во Малта, но како идеја, како што кажавме, гледаме да бидеме што можеме поредовни во изработката на нови видеа, со тоа што моментално ќе направиме видео за проверка на основните индикатори за тоа дали сме на bottom, односно на дно на овој bear market. Значи, како и секогаш, ова се основните индикатори кои што ние ги следиме како канал, со цел да утврдиме дали се наоѓаме на одредено дно или не, со тоа што денес ќе направиме кратка анализа до каде сме со истите, а дополнително ќе погледнеме што се случува со следниот сострак на Федералната резерва, заедно со двата основни индикатори кои што Федералната резерва ги гледа кога одлучува дали ќе стави нов рейт хайк или не. Нормално, како што знаете и сами, од секое наше видео до сега, тоа е едно од следените фактори кои што моментално ги правиме како канал, со оглед на фактот дека е многу битен. Значи ќе го направиме ова, ќе направиме споредба со основните индикатори кои што моментално се појавуваат на ова фактички страна и на крај нормално ќе ги проследиме Fear and Greed индикаторите и некои основни индикатори кои што ги следиме нормално за да видиме каде се наоѓаме во дадениот дел од пазарот. Со тоа што првенствено сакам да направиме на кратка анализа на DXY индексот и на SPY и Nasdaq, затоа што истите се исклучиво битни, значи откако ќе направиме оваа анализа ќе можеме да влеземе во двата најбитни, односно индексот на доларот како и индексот на инфлацијата, да видиме каде се наоѓаат моментално и дали истите се погодни во определување на биткоин дното, затоа што рековме дека тие се единствените два што постојано ни фалеа во целиот овој период. Со тоа што првенствено ако се вратиме на месечно ниво, значи ова е DXY индексот, каде што нели се споредува вредноста на доларот во противредност на 5 светски валути, каде што ако се сеќавате го разговаравме оној факт дека секогаш кога сме добиле надолен тренд на месечно ниво на доларниот индекс, во исто време добиваме и нагорен тренд на биткоин и обратно, со тоа што во оваа ситуација значи ќе можеме да погледнеме тоа детално доколку го додадеме индексот на биткоин, чисто за оние кои што прв пат го проследуваат нашиот канал. Значи биткоин USD и секогаш го користиме Bitstamp како најдолг чарт и New Price Scale, нормално, со тоа што ако можеме оваа ситуација да погледнеме дека секогаш кога сме имале пад на доларот, сме имале раст на биткоин и обратно, секогаш кога сме имале раст на доларот, сме имале пад на биткоин, со тоа што станува збор за пад и раст во bear bull market, односно целосен циклус, значи уште во почетокот на самиот биткоин. Со тоа што значи во оваа ситуација веќе почнаме со овој пад и ова е веќе потврдување на падот кој што го имаме, сега ќе ви покажам зошто, со тоа што направивме ново дно. Значи ќе погледнеме на подолните чартови, но прво нели ќе отидеме постепено. Значи она што постојано се обидам да го објаснам на оние кои што гледаат нашиот канал е дека падовите и растовите, односно започнувањето на новиот циклус на bear и на bull market, секогаш е обратно пропорционално од bear и bull marketот на доларната вредност, на DXY индексот. Така да во оваа ситуација изгледа дека конечно направивме потврдување на падот на DXY индексот, односно ова беше официјалниот врв кој што ќе го достигнеме, со тоа што гледаме дека иако не сме го достигнале апсолутниот врв на овој канал, кој што досега гледаме дека постојано го достигнуваме, значи тоа не значи дека не сме уствари на некој начин го исполнили ова движење од долната граница до горната граница, затоа што не секогаш ќе допрете горната граница на одреден канал, посебно со оглед на фактот дека многу различни трговци го гледаат исто ово што го гледаме и ние. Односно, попаметно би било да продадат овде, отколку да чекаат цената да дојде до апсолутниот врв на каналот, а тоа да не се случи. Така да имајте го тоа во предвид кога нели ги правите овие анализи, дека за разлика од претходниот пат кога се случило во 2000 година, кога само одреден број на луѓе имале достапно вакви информации, за разлика од тоа денес во 2022 година, каде што секој има интернет, секој има трейдинг, ви многу едноставно може да ги направи анализи, значи многу по-лесно може да се стаса до овој заклучок. Затоа секогаш имајте во предвид тоа дека моментално многу повеќе луѓе има пристап до овие информации и дека многу порано би требало да продадете кога станува збор за вакви цели, со цел да не дојдете во ситуација како што рековме и ние, поради тоа што многу од предпазливите луѓе ќе продадат пред да дојдеме до апсолутната мета која што очекуваме, со цел да го задржат профитот отколку да се случи ова што моментално го видовме овде. Сега, значи како што рековме и сами, никогаш не можеме да знаеме со сигурност точно каде ќе биде метата на она што нели го очекуваме, значи можеме само да препоставиме дека се наоѓаме блиску до одредена мета. Значи тоа е една работа кај техничката анализа која што мора да ја разбереме.
не можеме никогаш да знаеме 100% дали сме дошли до одредена мета или не. Затоа што некогаш можеби метата би била само уште 2-3 поена нагоре, но не сте ја достигнале. Затоа долар cost average ви помага да не се најдете во ситуација каде што ќе ја промашите самата мета, поради тоа што сте очекувале да дојде до точен момент. Затоа е подобро да направите долар cost average нагоре и долар cost average надолу, односно како што моментално купуваме во bear market, така кога ќе дојдеме во bull market и ќе се најдеме во одредени bull и bear периоди каде што ќе имаме корекции, е подобро да продаваме постепено со цел да не се најдеме во ваква ситуација каде што сме чекале апсолутен врв и сме го промашиле целиот овој профит и сега мораме да продадеме со загуба. Повторно, и сега можеби ќе испадне само дека е обична корекција, но со оглед на фактот дека имаме некои карактеристики моментално на Федералната резерва кој што покажува дека тоа не е случајот, за кој ќе поразговараме понатаму. Прво ќе направиме техничка анализа, потоа ќе разговараме што понатаму да очекуваме. Сега, значи на месечно ниво, како што кажавме и сами, очекуваме дека ова практично би било врвот, со оглед на фактот дека ако погледнеме, значи веќе сме добиле и максимум. Значи погледнете. Претходниот пат кога сме добиле ваков тип на врв, значи во 2020 година, како што кажавме, значи сме имале bull market на биткоин, додека сме имале bear market на, чекајте го додадеме уште еднаш, чисто за да ги погледнеме заедно подобро. Значи рековме Bitcoin USD на Bitstamp. Значи, претходниот пат кога сме добиле ваков тип на конформација за локален врв, за макро врв фактички, значи сме добиле корекција на чартот на DXY надолу, додека обратно тоа сме добиле корекција на биткоин нагоре, каде што имаме, значи во оваа ситуација целосен bull market. Претходна ситуација кога тоа се случило е 2017 година и многу добро знаеме што се случило 2017 година. Значи ваквиот макро врв ни покажува макро пресврт на овој bull market кој што го сме го имале од DXY надолу, со тоа што имаме во исто време движење на биткоин нагоре во новиот bull market 2017 година, со тоа што дури ако провериме, значи истото ќе го добиеме и во оваа ситуација овде, со оглед на фактот дека сме имале bear market кога првиот bull market 2013 година бил активен. Но нели, премногу е мал чартот на биткоин за да можеме тоа соодветно да го видиме, но како што можеме да видиме моментално, иако не е ова макро дно, макро врв како што е во овие три ситуации, тоа не го менува фактот дека официјално го добивме ова како потврда. Разликата во целата ситуација затоа што немаме макро врв е тоа што, значи ако ги споредиме претходните врвови кои што сме имале да речеме bull маркети, можеме да видиме дека MACD или бранот на моментот бил многу понизок и била многу помала корекцијата надолу. Така, додека за разлика од тоа во оваа ситуација имаме масовна надмоќност над претходните два циклуси, зашто ова е од 2000, само да покажеме. Значи гледате колку повисок е бранот на моментум за разлика од 2020 и 2017 година. Плюс, ако го погледнеме 100 RSI, 100 RSI е многу понизок кога сме добиле претходни два макроврва, за разлика од моментов каде што е на 100 буквално, и дополнително ако погледнеме 100 RSI во истата ситуација, значи погледнете колку понизок бил 100 RSI кога претходно сме имале ваков врв, значи бил на 55, овдека бил на 57, а овдека во моментот кога го добивме овој беше на 73. Значи комплетно препродаден. Така да, поради оваа причина јас гледам дека овој, иако не е, како да речем, голема црвена точка макроврв, е многу по-јак за разлика од претходните два, затоа што ако можеме да видиме и самиот бран кој што претходно бил направен е многу повисок за разлика од претходните два. Така да поради оваа причина јас очекувам и многу по-тежок bear market за DXY индексот од претходните, затоа што веќе се наоѓа во многу повисока состојба за разлика од претходните ситуации каде што бил некаде на половината од овој канал, а сега се наоѓаме скоро на горната граница. Со секој имаме голема разлика. Со тоа што исто така да не забораваме дека се уште се наоѓаме на нивоа кои што се од претходниот макро bull market од 2000-та, 1999-та, 2000 и 2002 година. Значи тоа се ова поле и овие две нивоа на месечно ниво. Со тоа што гледаме дека моментално се уште се задржуваме на истото тоа ниво од 1999 година, и ако се вратиме сега на неделно ниво, да погледнеме каде моментално се наоѓаме, значи како што кажавме, моментално се наоѓаме надвор од овој канал, што беше првиот сигнал кој што ни покажа дека сме во надолен тренд, но не можеме да знаеме затоа што многу често се дешава да испаднеме од ваков и да се вратиме назад веднаш, но во оваа ситуација тоа не беше ситуацијата. И многу битна работа е тоа што испаднавме од bull market support бендот. Значи знаете и сами, секогаш кога ќе испаднеме од bull market support бендот, официјално влегуваме во bear market, посебно кога веќе сме имале и конечна
значи ретест на bull market support бендот и одбивање на цената надолу. Значи прост пример за тоа, ако се вратиме овдека моментално на неделно ниво, значи моментот кога влеговме во bear market, имавме пробивање на bear market, извинете, на bull market support бендот надолу, неуспешно пробивање, односно овој ретест на bull market support бендот и паѓање повторно надолу. Тоа е моментално каде се наоѓаме со DXY индексот, затоа што се наоѓаме под bull market support бендот. Со тоа што нема да биде тоа веднаш, посебно со оглед на фактот дека на неделно ниво ги имаме 50 неделната средна вредност, која што моментално представува пречка, како и долната граница на Болинџер бендот. Значи тоа се основните нивоа каде што моментално цената ќе запре и верувам дека ќе направи корекција нагоре, како што го гледаме последните неколку денови, но битна работа, значи освен тоа што се наоѓаме под bull market support бендот и што се наоѓаме во ретест на ова ниво од 1999 година, битно е да забележиме дека предходното дно локално кое што сме го направиле, само што го пробивме. Значи, основно правило на пробивање на тренд е кога вашиот терк, односно вашиот чарт, ќе пробие под предходното локално дно. Значи, сега додека имаме повисоко локално дно во предходното и повисок локален врв во предходниот, ние се движиме во нагорен тренд, макро нагорен тренд. Додека кога ќе го пробиеме предходното дно, и во ситуација нормално ако сега од оваа корекција нагоре имаме врв кој што ќе биде помало од овој врв, автоматски ние сме добиле конформација на промена на макро трендот од bull во bear. Така да тоа е следното што треба да го земеме во предвид и нормално моментално ако го погледнеме значи market cipher, гледаме дека сме во надолен тренд, иако нели ова беше многу јак надолен тренд со како што кажаме, значи гледајте колку потребни беа врвови, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6 макроврвови, од кој еден, нели, да речем, голем макроврв, по кој конечно добивме солидна корекција надолу, значи замислете уште од 2021 година ние сме во бран на моментум над нулата, што значи дека сме имале масивен практично подвиг на DXY нагоре, што нормално го видовме и сами, и конечно за прв пат после толку време, значи од крајот на ноември добивме пробив на овој моментум надолу, со тоа што гледаме дека се претежно е во bear движење. И ако се вратиме на дневно ниво, каде што ствари треба да утврдиме што понатаму со самите значи одлуки во ситуација во Федералната резерва, значи прво ќе погледнеме една интересна работа, а тоа е значи ако веќе гледаме значи иако за мене дневно ниво е максимум што би сакал да одам надолу со анализа, во ситуацијава тоа одговара со цел да можеме подетално да видиме како бевме одбиени пред да допреме до bull market support бендот, кој што моментално покажува тренд надолу. Значи, нели кога 21 SMA и 20 EMA, значи двете средни вредности на неделно ниво ќе се разделат и ќе почнат да се движат надолу, тоа ни покажува исто така промена на трендот. Со тоа што како што беше значи ситуацијата за 50 неделна средна вредност, така и овдека е 200 дневната средна вредност под која што само што пробивме и моментално правиме корекција и ретест на ова ниво. Значи гледате како постепено ги губиме сите овие нивоа. Значи моментално ги изгубивме 50 и 100 дневната средна вредност, моментално само што правиме ретест и верувам дека ќе бидеме одбиени и од 200 дневната средна вредност. Со тоа што како што кажеме овдека многу поубаво се гледа како го изгубивме ова локално дно. Сега, исто така наднесе и средината на Болинџер бендот, која што доколку го допреме јас верувам дека дополнително, уствари не, ова е средината на Болинџер бендот, ова е 50 дневната средна вредност. Така да не, 50-100 дневна средна вредност, затоа што зелената е 50, жолтата е 100. Добро, малку повеќе имам индикатори, но како и да е, значи постепено ќе ги изанализираме. Со тоа што ако погледнеме последниот потек од падот во ноември 2015 година до максималната вредност овдека, значи кај што можеме да го поставиме Фибоначи секвенцата, можеме да видиме, само да поставам правилно на врвот. Можеме да видиме дека моментално само што не сме достигнале првата мета на корекција надолу, која што е некаде на вредност од 103,657, што ни поистоветува со ова неделно ниво многу поназад во чартот, сега да нема потреба да се малтретираме, како и да гледаме дека истото тоа ниво пред тоа било поддршка и сега моментално истото претпоставам дека ќе биде поддршка и во овој сегмент пред да продолжиме со следниот пат, што јас верувам дека е само прашање на време. Кога, иако нормално ништо не оди само надолу, како што може да видите и во оваа ситуација, значи гледаме дека имаме
обиди за пресврт на цената на DXY, односно на вредноста на DXY нагоре, што е нормално затоа што имавме масивен пад во целиот овој сегмент и сега моментално се наоѓаме на минус 60 вредноста, каде што најголем дел од овие практично MACD се коригира најчесто околу минус 60 вредноста, а гледаме дека веќе имаме показател за тоа и на VWAP и на Stock RSI. Со тоа што значи се покажува дека на помалите вредности, на помалите да речем временски зони, се повеќе имаме да речем показатели кои што покажуваат на солидна корекција нагоре, но нормално макротрендот веќе е во надолна насока. Значи тоа е најбитно што треба да го разбереме од анализата на DXY. Сега, во однос на тоа што да очекуваме од последниот митинг на Федералната резерва на 13 декември. Значи откако ќе го направиме ова, ќе ни биде многу појасно каде се наоѓаме на овој индекс, за да можеме поедноставно да сватиме дали истиот е во надолен или нагорен тренд. Е многу битно да ја направиме оваа анализа која што ја правиме, со тоа што крајот на оваа анализа за DXY ќе биде кога ќе ги изанализираме и останатите неколку показатели за тоа што очекуваме на следниот Фед митинг. Значи, затоа што тоа ќе ни покаже, нели, што понатаму со целата оваа приказна, затоа што целиот овој драйв, односно целата оваа сила која што DXY ја доби е поради rate hikes-от. Значи, уште еднаш на кратко ќе напоменеме, оние кои што не знаат за што зборувам моментално, што се нови на каналот, би ги замолил да разгледаат некои од нашите постарни анализи, каде што детално објаснуваме што е rate hike, што е Федерална резерва и зошто се тоа се случува, или да се вратат назад во едукативниот материјал и да го најдат видеото каде што разговараме за инфлација, во кое што подетално ќе може да видат точно што уствари моментално објаснуваме, затоа што ако почнеме сега објаснуваме повторно во детали, ќе ви треба половина час за да објаснам. Во кратки црти, Федералната резерва користи два посебни индикатори со кои што одлучува дали понатаму треба да го зголеми процентот на камата кој што го наплаќа на парите кои што ги дава, односно кои што ги принта, затоа што Федералната резерва она кој што принта нови пари, на комерцијалните банки, кои што понатаму ги дава на физички правни лица, монетарни фондови, држави и слично. Со тоа што, ќе ова е просто кажано, со тоа што, значи, ако Федералната резерва одлучи дека треба да има повисока камата, нормално со тоа и комерцијалните банки ќе имаат повисока камата на кредитите кои што ги даваат, затоа што комерцијалните банки взимаат по одредена камата во Федералната резерва, а потоа по поголема камата ги даваат на физички правни лица и останати клиенти, со што разликата во каматите е профитот кој што го имаат за нивната работа. Но, колку повисока е каматата на Федералната резерва, толку помала побарувачка на кредити може да очекувате од економскиот сектор, затоа што нормално дека би чекале да се намалат каматите за да земат поповолен кредит, затоа што најчесто станува збор за голем обем на пари и нормално да не забораваме дека овие камати кои што моментално се додаваат на основата се додаваат и на веќе дадените пари на комерцијалните банки за претходни кредити, со тоа што комерцијалната банка мора соодветно да ги зголеми и каматите кои што ги дава на луѓе кои што веќе имаат земено кредити, затоа што тоа е нормално дозволено во одредени ситуации нормално, каде што имате нели променлива камата. Како и да е. Значи, клучниот проблем во ситуацијата е со цел да се намали инфлацијата. Моментално Федералната резерва користи, тоа е првата стапка за да ја намали инфлацијата, односно ги зголемува овие каматни стапки со цел да ја зголеми вредноста на доларот и да ја намали економијата, затоа што колку повеќе побарување имаме на доларот, колку повеќе долари имаме на пазарот, толку поголема инфлацијата. Нормално, значи инфлацијата се зголемува колку повеќе одредено добро се наоѓа на пазарот, без разлика што е. И обратно, значи на овој начин со фактички зголемување на каматите се обидуваат да направат заплашување на економскиот сектор, да престанат да земаат или да намалат да земаат кредити со цел повеќе да се враќаат пари назад кај Федералната резерва отколку што се даваат во економскиот, да речем, механизам во ситуацијава. Така да, значи во оваа ситуација на тој начин Федералната резерва преку овој механизам враќа што може повеќе поголема количина на долари затоа што истиот е резервна валута во светот. И вториот индикатор кој што го користи, значи првиот е за да ја регулира инфлацијата е фактички значи самиот индекс на инфлација и според тоа одлучува дали понатаму треба да изголемува каматните стапки или не, додека вториот кој што исто така е многу битен за да одлучи дали да ги изголемува каматните стапки или не, ни е самиот индекс на вработување во Америка. Сега ќе поразговараме малку подетално за нив со тоа што разликата што е. Кај првата ситуација, колку поголема инфлацијата, нормално толку поголеми се каматните стапки со цел истата да се заузди и да се намали. Додека обратно пропорционално на тоа, че колку поголем обем на долари имате на во економијата,
толку помала ќе биде стапката на невработеност, затоа што економските субјекти се инцентивизирани, односно имаат соодветна поддршка од институциите, затоа што имаме многу мала камата, со цел да и понатаму продолжат да земаат кредити, да ги развиваат своите бизниси, да отвараат нови работни места. Додека обратно од сето тоа, значи имаме ситуација во која што, значи како што овдека моментално се случува, како повеќе ги дигате каматните стапки, така повеќе ја намалувате значи вработеноста, затоа што вработеноста се намалува поради тоа што моментално целиот економски сектор е уплашен и не сака да врши експанзија. Односно, ако ви имате што повеќе зголемување на каматните стапки, нормално дека нема да земате кредити затоа што ќе чекате подобро време за да земете кредит, да отворите нов погон, да вработите нови луѓе, со што треба да се делува на практично економијата, односно на стапката за вработување да се намали. Значи, помеѓу овие два посебни субјекти и индикатори, Федералната резерва одлучува дали понатаму треба да продолжи со зголемување на каматната стапка или не. Сега, каде е ситуацијава моментално? Значи, знаете и сами дека моментално на 3 ноември имавме нова стапка за невработеност во Америка, која што доколку ја споредиме на овој чарт, каде што можеме поедноставно да видиме, значи, не, ова беше инфлацијата, не треба ова. Значи, гледаме дека моментално се движи уште од почетокот на оваа година помеѓу 3,5 и 3,7. Значи, постојано се движи во овој сегмент од 0,2 да речем проценти нагоре и надоле, со тоа што знаеме дека максималната вредност пред која што Федералната резерва е спремна да признае дека има проблем е 4%. Односно, доколку невработеноста во Америка порасне над 4%, автоматски Федералната резерва ќе прогласи дека има проблем и дека треба нели да се посвети на тој проблем исто така. Додека дека се наоѓаме под оваа стапка од 4%, нормално Федералната резерва и понатаму ќе може да прави што сака со овие каматни стапки, нормално не може да го прави тоа нагло, но гледате дека постепено може да ги зголемува колку сака, се додека конечно не добие показател во овој сегмент, во овој индикатор, дека испаднала надвор од онаа зацртана граница од 4%. Со тоа што 4% невработеност за светот е, можам да кажам, нешто што многу држави сонуваат, но како и да е, иако мислам дека оваа бројка е напумпана, со оглед на фактот дека знаеме каква е ситуацијата во Америка и колку бездомност има, а они кажуваат дека само 4% се неработени, но нели да не навлегуваме во таа политика. Идејата е дека моментално по официјалниот податок во кој што моментално гледаме дека нема промена на невработеноста, 3,7% за нив е одлична стапка. Со тоа што втората стапка која што треба да погледнеме е самата инфлација, односно дали иста да се намалува или не. Сега, уште еднаш сакам да се навратам овдека, затоа што, пак ти кажам, знам дека поголемиот дел од вас ви е малку досадно што го повторувам, можеби некогаш не е лоша идеја да се повтори со цел да имате целосна слика, иако некогаш мора да го направам тоа поради тоа што имаме доста нови членови, значи може да го прескокнете овој дел слободно. Значи, ова е инфлацијата во Америка во моментов, која што е 7,7%. Прифатливото ниво на инфлација за нив е 2%. Значи, негде оприлика во овој сегмент каде што се наоѓала претходна инфлацијата би било пожелно да се врати пред Федералната резерва да ги олабави повторно принтерите и да почне да принта повторно пари. Односно, во моментов прават рестриктивна политика со која што се обидуваат да ја запрат на некој начин економијата, да ја забават и да ја намалат инфлацијата која што се случи поради големиот прилив на пари. Значи, во последната година од 2019 до 2020, значи во тој период Америка има испринтано пари колку што има испринтано од почетокот на историјата на доларот. Па вие замислите колку пари има влезено на економијата и зошто е токава значи самата инфлација. Со тоа што каде е стравот моментално? Значи јас ги следев и она што се нарекува минутите на ФЕД, каде што објаснуваат за нивната политика и што понатаму да се очекува. Тоа беше исто така еден говор на Джером Пауел, кој што е канцеларот таму. Значи најголемиот страв на Федералната резерва моментално е дека ќе се повтори кризата од 70-тите и 80-тите години, каде што тогашната Федерална резерва од, да речем, поучена од она што име како инструмент, а тоа се rate hikes, односно ставањето на камати, на она што го принтаат. Значи, во оваа ситуација имаме успеале да стават одреден процент на камати, постепено како што тоа го прават сега, со тоа што значи самата инфлација која што во тој момент првиот пат во 1974 година станала 12%, успеале да ја намалат до 4,9 односно 5%. Со тоа што они мислеле дека
процентот кој што го ставиле на каматна ставка е доволен да се забави економијата и истата да се врати во нормала која што за нив представува 2% и од секогаш представува. Проблемот е што наместо да ја остават оваа каматна ставка како што е на пример сега е моментално 4% и замислете ако ја остават оваа каматна ставка уште една година од 4%, значи ова не само што ќе падне, туку и ќе продолжи да паѓа и ќе се задржи во тоа темпо. Додека они направиле грешка што во таа ситуација наместо да задржат каматната ставка почнале да ја релаксираат, односно да ги одземаат каматните ставки постепено месец во месец наназад, значи во иднината во тој период, со цел да ја стимулираат економијата. Односно колку повеќе се намалуваат каматните ставки, значи да речеме дека како во овој момент почнале да зголемуваат и стигнале да речем постепено до 5% и сега најнаш наместо да задржите 5% за економијата и понатаму да продолжи нели да стагнира и да намали инфлацијата, они почнале директно, значи во моментот кога достигнале 5% да ја намалуваат. Значи почнале да речем во месец на месец да намалува по 0,75% од каматната ставка, со тоа што се случило, добиле контраефект во кој што инфлацијата уште толку се засилила и се вкоренила и во 1980 година стигнува до неверојатни 15%. Поради оваа причина, за да не се случи ова, моментално Федералната резерва е екстремно значи внимателна и ќе продолжи со каматни ставки и ќе задржи оваа каматна ставка и понатаму со цел прво да види намалување на оваа инфлација до посакуваниот простор, а понатаму значи дури и да предизвика голем пат на економските берзи, на економскиот сектор генерално, тоа значи они кажаа дека се спремни да го поминат со цел да ја вратат моментално она каматна ставка која што нив име, инфлациона ставка која што нив име посакувана. Така да тоа е главниот пример со кој што моментално Федералната резерва се соочува и поради страв дека ова ќе се случи, истите моментално оваа каматна ставка од 4% планираат да ја остават. Значи јас кога гледав овој состанок последен на Джером Пауел, неговата изјава беше ваква. Во состанокот во декември 13-14 декември фактички последниот состанок за оваа година, за следната се уште ги немаме, ќе бидат објавени овдека на следниот нормално после нова година. Значи на 13-14 декември они ќе одлучат во однос на, значи затоа што веќе ги имаат податоците за вработеноста, кои што за нив се одлични. Значи тоа да држите вработеноста под 4% во светска економска криза со ресурси, со храна, дополнително имате голема инфлација, а вие се уште имате невработеност од 3,7%, многу од економистите се комплетно зачудени како ова се случува. Значи не им е јасно зошто се уште невработеноста не се дигнала кога имаме толку рестриктивна политика од страна на Федералната резерва. Чи тоа е нешто што е феномен моментално во економијата и многу од луѓето го истражуваат затоа што прв пат се случува. Сега, тоа е и најголемиот проблем, што досега Федералната резерва очекуваше дека ќе види според овој коефициент на невработеност дека економската сила на Америка се намалува, а со тоа треба да се намали инфлацијата. Затоа што економската сила се уште не се намалува и невработеноста е се уште ниска, значи поради овој процент имаме и толку резистент, односно отпор на инфлација. Че гледаме дека инфлацијата многу бавно паѓаше, така? Значи ако го погледнеме одека, гледаме дека од моментот кога успеале да го достигне максимумот, имаме многу бавно, ни потребни се 1, 2, 3, 4, 5 месеци за да падне 1,4%. Значи 5 месеци се потребни за да падне 1,4%, што е доста да речам мал пад на инфлацијата со оглед на фактот како брзо и како силно ги покачи каматните ставки, што е многу скоро и непознато нешто во, да речем, новиот дел од историјата на економија во Америка. Сега, поради оваа ситуација, значи нормално, истите мора да одлучат што понатаму ќе прават на состанокот до 13 декември, но мора да се признае дека веќе инфлацијата почнува да паѓа во поголем обем, затоа што имавме прв пат од 0,6%, па стагнација, па потоа имаме пат од 0,6% повторно. Значи 0,5%. Што значи дека повторно почнува да паѓа. Но идејата е дека во оваа ситуација планира, сега ова е нешто ново што сакам да ви го покажам, само момент, ми фали уште нешто што би сакал да отворам, што е многу битно, а тоа ни е ова анкета која што постојано е спроведена од страна на investing.com. Значи вака, Лео Кралевски допринесе за овој индикатор кој што сакам да ви го покажам, што е многу добар, највеќе поради тоа што ни дава можност да направиме аларм за одредени, да речем, случувања и извештаи кои што ни се битни. Со тоа што, значи ова е forexfactory.com, каде што може да отидете и да ги најдете сите овие битни елементи и битни извештаи. Со тоа што, значи, откако ќе ги најдете на календарот, може да ги маркирате.
Например, мене ми е маркирано моментално да добиме известување кога ќе биде надвор, значи кога ќе биде новиот податок за CPI, кој што ни е битен, а тоа е уствари новиот податок за Core и CPI инфлацијата, кој што може да го погледнеме во оваа ситуација овде, значи само треба притиснете на ова, да речем, овој символ овдека и да направите ваш аларм како да ви извести и каде да ви извести за фактички тоа дека има нов податок кој што вас ви е битен, со тоа што од десна страна, доколку притиснете на овој сегмент овдека, ќе ви покаже, значи, каква била, фактички ви даде соодветен граф за тоа каква е моментално ситуацијата со инфлацијата или без разлика што вас ви е потребно. Нормално имате многу податоци овдека од целиот свет. Сите финансиски институции кои што објавуваат, јас го погледнав ова, затоа и му благодарам уште еднаш на Кралевски, што е одличен индикатор и ќе остане како дел од моите анализи. Значи, каде што интересна работа е тоа што не само што ви покажува колку е самата инфлација, туку ви покажува и колку било очекувано од институциите, овој жолт предел овдека, ви покажува колку било очекувано да биде, а колку е моментално, со тоа што нормално истото може да го погледнете само момент, значи тоа беше графата, а само да погледнем, значи овдека беше, да. Значи овдека ќе ви даде и целосно, значи тоа е графата, а овдека на овој момент ќе ви даде и детален пишан приказ за тоа колку била, колку се очекувало и колку била претходната. Со тоа што може да погледнете и што очекувале институциите и дали истите го добиле. Зошто е тоа битно? Ако се сеќавате, многу пати ви го кажав тоа исто како овдека. Значи овдека е на некој начин поедноставно направено, иако многу попрофесионално е направено на Forex Factory, иако тоа може да биде користено за било што, затоа што како што кажав имаме секаков тип на информации кои што може да ги најдете овдека. Така да во оваа ситуација, значи во investing.com можеме да погледнеме исклучиво за ова колку се очекува да биде и колку луѓе гласале за едната или за другата или за три опции, зависи колку имаме. Со тоа што моментално се очекува дека следниот ќе биде од 0,5 до 0,75-26% или пак помалку од 0,5% зголемување каматната стапка 73%. Сега, на Forex Factory за разлика од тоа ви дава институционално очекување за тоа колку ќе биде, што е многу битно, затоа што кога институциите очекуваат одредена работа, сите ги држат за зборот. И кога ќе добијат нешто подобро од тоа што го очекуваат, нормално стравот се намалува, имате купување на пазарот. И обратно, кога се очекува одредено нешто, а добиваат нешто помалку од тоа што се очекува, во зависност од тоа дали станува збор за инфлација или друг вид на стапки на пазарот, значи најнаш имате зголемување и намалување на пазарот. Затоа применете го тоа, е многу добро и ова на пример, пак ќе кажам уште еднаш благодарам на Кралевски што ни го сподели, значи е добар индикатор кој што може да ни помогне во однос на тоа да видиме што очекува, значи самата институција во однос на она што ќе следува, да речем на оваа каматна стапка, со тоа што уште еднаш јас ќе напоменам, значи јас ги гледав минутите на Фед, каде што значи Джером Пауел каже и сам дека се размислува отворено да не се зголемува 0,75, туку да се зголемува многу помалку од тоа, посебно со оглед на фактот дека значи извештајот за невработеност покажа дека моментално невработеноста е се уште на многу добро ниво, така да кога имате невработеност на се уште многу добро ниво, а во исто време имате инфлација која што и понатаму паѓа, веќе со големи чекори, нема логика зашто и понатаму да зголемувате 0,75%, односно да правите таква рестрикција на економијата, кога добивате се што ви е потребно. Сега, како ова резултира на DXY, односно како ова делува на DXY? Се додека имавме и понатаму зголемување за 0,75%, гледате што се случуваше. Значи имавме и понатаму зголемување на вредноста на доларот, затоа што имате рестриктивно дејство во кое што, значи колку повеќе вие ги зголемувате каматните стапки, толку повеќе луѓето ги враќаат своите долари назад код оние што ги позајмиле и на тој начин добивате што? После секоја 0,75 имавме нов врв, со исклучок на последната, која што беше проследена со одредени вести дека ќе дојде до ова промена на политиката на Федералната резерва, која што гледаме што се случува во моментот кога дознавме за промената на политиката на Федералната резерва. И колку повеќе Федералната резерва ја променува, значи само иако дори тоа не се случило. Значи кога испаѓа Джером Пауел да кажува дека време е да се престане со волку големи командни стапки покачување и да се намали, значи дури и тоа ќе допринесе за паѓање на DXY индексот затоа што луѓето веќе губат значи доверба дека DXY има се уште сила да оди нагоре. Значи поради овие затоа што знаеме дека претходно ова е
artificial, значи ова е фактички напумпано. Значи они фактички со тоа што се ставаат каматни ставки ги принудуваат луѓето да враќаат што може повеќе долари назад, за да не се најдат во поголема камата, и на тој начин фактички имате што помалку долари на пазарот и нормално колку помалку имаме одредено добро на пазарот, толку повеќе се зголемува неговата вредност. И обратно, во оваа ситуација каде што кажувате дека конечно е време да се престане со зголемување на каматните стапки или пак да се зголемува со многу помало темпо и да се задржи оваа каматна стапка на ова ниво додека не се види намалување на инфлацијата, нормално имате губење на доверба во доларната вредност и луѓето почнуваат полека да излегуваат од истата и да алоцираат на други места, посебно со оглед на фактот дека, како што кажавме, секогаш кога ова се случило во минатото, значи добиваме пресврт во целиот пазар. Значи, уште еднаш ќе го напоменам тоа, значи пресврт во целиот пазар доаѓа од овој сегмент, само направиме грешка. Ќе го вратиме назад. Значи пресврт на целиот пазар доаѓа во момент кога настане фактички моментот да влеземе во bull market, а на DXY му е време да влезе во bear market. Затоа и рековме дека инфлацијата и доларната вредност се основните два индикатора кои што ни се битни за да утврдиме што понатаму да очекуваме од нашиот циклус. Значи сето ова е битно да утврдиме дно. Сето ова е битно. Колку и да е досадно, битно е. И не може да ви биде досадно кога станува збор за вашите пари. Значи ако ви е досадно, тогаш правите грешка. Ќе напоменам уште еднаш, ова што го правиме колку и да е долго е позитивно за вашето портфолио. Така да треба да го правите и сами, не да го правиме ние за вас. И верувајте ми, значи сега ќе ви биде досадно за да ви биде многу поинтересно во 2024-2025 година, со оглед на фактот дека од овие индикатори кои што ги имаме, моментално многу појасно можеме да кажеме дека скоро и сме сигурни и можеме да потврдиме дека доларниот индекс DXY и инфлацијата се во надолен терк, кои што се основните индикатори кои што уште од почетокот на нашиот канал, тоа е веќе 8 месеци ви кажуваме дека ова се двата основни индикатори кои што ќе ни покажат кога сме блиску или сме на самото дно. А моментално тоа се случува. Така да, тоа е битното што морав да ви го објаснам за да сватите дека овие два индикатори кои што се најбитните од сите овие 6 моментално се променуваат во наша корист. Така да останува да видиме што понатаму ќе се случи на следниот состанок на Федералната резерва, но со оглед на фактот дека не само CPI инфлацијата, која што моментално се намалува во големо темпо, сега се намалува и кор инфлацијата, која што пред тоа имавме пик во октомври-септември месец, а моментално истата се намалува се повеќе и повеќе со оглед на фактот дека чекаме да видиме каков е резултатот за ноември, кој што се очекува да ќе биде доста поголем. Што значи, на 13 декември, кога ќе добиеме информација за тоа дали CPI и кор инфлациите и понатаму продолжиле да паѓаат, значи ќе напоменам уште еднаш. Доколку добиеме, значи секогаш истата математика. Доколку добиеме солиден пад, да речеме да падне 0,4, 0,5 или 0,6% и нагоре, значи да падне за тој процент, очекувајте дека ќе се намали процентот на страх на пазарот, а со тоа ќе се зголеми купувањето на ризични добра, како што се значи хартија од вредност, како што се ресурси, како што се криптовалути. Така да тоа е нормална ситуација и во моментот секогаш делува. Значи и обратно, кога би имале стагнација, во случајов да имаме 6,3 па повторно 6,3, и овде каде речеме 7,7 па да добиеме 7,6 или 7,8, нешто многу мало. Тогаш имаме стагнација на падот на инфлацијата и тогаш не можеме да знаеме точно како ќе реагира пазарот, затоа што се зависи од тоа како ќе се постави во новиот податок и Федералната резерва. Така да тогаш веќе зависи од самата одлука на Федералната резерва и дали ќе одлучи да покачува, да не покачува, да остане, така да во таа ситуација зависи од тоа. И обратно, кога би добиле на пример во оваа ситуација покачување на каматната ставка на инфлацијата, да речеме за 0,4-0,5%, значително покачување нормално, исто како и на кор инфлацијата, тогаш веќе имаме обратно пропорционално движење на пазарот, односно колку поголема инфлацијата, толку повеќе стравот се враќа и луѓето прибегнуваат кон чување на доларни вредности на основни валути, со цел да се заштитат од потенцијален пад повторно. Сега, битно да се каже во оваа ситуација е дека на Федералната резерва е многу повидно како се движи кор инфлацијата за разлика од CPI инфлацијата. Затоа што знаеме и сами дека CPI инфлацијата содржи горива, содржи храна, кои што се многу вариабилни. Значи има многу поголеми флуктуации за разлика од CPI инфлацијата која што содржи, од кор инфлацијата која што содржи само основни добра без храна и без гориво. Зошто е тоа така? Ќе напоменам уште еднаш. Значи вие пред само неколку дена ако гледавте моето видео за воени конфликти и како истите делуваат на криптопазарот, ако не би ве
би ви препорачал да го изгледате, затоа што ова е комплетно поинаква перспектива која што досега јас не сум видел некој да направи, каде што ги набројавме сите конфликти во светот и како истите можат да придонесат за движење на пазарот во една или во друга насока. Со тоа што, значи, во оваа ситуација исто така и напоменавме дека моментално имаме тивка војна помеѓу ОПЕК плюс со Русија и Америка и НАТО од другата страна, каде што Америка и НАТО од другата страна се обидуваат да ги ограничат цените по кои што може Русија да го продава своето гориво, сурово гориво, додека од другата страна ОПЕК плюс со Русија се обидува да ја намали продукцијата со цел ваквиот кап да не делува на цената, односно вие џабе имате кап кога немате доволно гориво. Ако немате доволно гориво, нормално дека луѓето ќе почнат да се напреваруваат и на тој начин цената ќе се дигне и тој кап на тоа до каде може да се продава по која цена нема да значи ништо. Така да, поради оваа причина, значи многу поверодостојна за нив би била кор инфлацијата и многу побитно е да гледате каква ќе биде промената на кор инфлацијата за разлика од CPI инфлацијата. Зошто е тоа така? Значи CPI дури да стагнира, на пример од 7,7 да стане пак 7,7, 7,6, 7,8. А кор инфлацијата и понатаму да продолжи да паѓа, на пример од 6,30 стигне на 6 или на 5,9, на 5,8. Вие и понатаму имате многу позитивно движење на пазарот, затоа што моментално CPI инфлацијата е неверодостојна. Имате многу флуктуирачки цени на храната и на горивото и затоа CPI, иако е популарна, е многу помалку битна за Фед и за нивните одлуки. Така да имајте во тоа предвид кога ќе ги гледате податоците на 13 декември, многу е побитно што ќе биде оваа графа за разлика од оваа графа. Сега, и како што кажам уште еднаш, користете го Forex Factory и јас искрено да ви кажам право многу ми се допадна со оглед на фактот дека имате гледат и различни значи ова е практично што го гледам моментално за ако тргувате посебно со валути, ќе ви биде многу побитно затоа што имате за секоја централна банка, секоја институција финансиска која што носи било каков тип на политика, без разлика дали е тоа за фунта, за швајцарски франк, за евро, значи е многу добро да ги следите вестите кои што моментално испаѓаат и ако веќе тргувате нормално, по оглед на фактот дека Форекс е претежно за тргување на валути. Но како и да е, овде ќе има некои податоци кои што се многу битни за крипто секторот и јас истите ќе ги користам и понатаму затоа што е многу добар, со оглед на фактот дека ви дава и ваков тип на добри, значи да ви прати фактичко известување дека нели има одредена информација што ви е битна. Како и да е. Значи, уште еднаш ќе напоменеме, очекувам дека ќе имаме стагнација во порастот на каматните ставки, кој што за нас е многу добра. Ако тоа се случи, тоа значи дека Федералната резерва постепено ги променува политиките на рестрикција кон задржување на оваа каматна ставка на одреден временски период, што повторно ќе биде позитивно за пазарот, затоа што имате намалување на стравот, односно самата идеја дека Федералната резерва ја променува политиката на рестрикција, која што досега беше исклучиво ригорозна, е добра за пазарот и пазарот почнува постепено да очекува пресврт на пазарите, како што кажавме, паѓање на DXY индексот и растење на останатите ризични пазари, да речем, кои што во случајов се криптовалутите кои што нас интересираат. Уште еднаш ќе напоменам, 13 е податокот за каматната за инфлацијата, додека на 13 и 14, значи имаме 2 дена состанок, по кој ќе имаме конференција на 14 декември, каде што ќе знаеме точно како Федералната резерва ќе се постави во оваа нова ситуација, каде што ќе имаме промена на политиката од како велат они од хокиш во давиш, односно од сокол кон гулаб, така они го нарекуваат тоа. Сега, тоа беше за DXY, значи сакам да го објаснам овој пат и губењето на доверба во DXY преку објаснување за тоа како политиката на Федералната резерва допринесе за овој пат да биде уште подраматичен и да влеземе во bear market на DXY индексот. Што нас многу ни одговара. Односно, уште еднаш ќе напоменам, значи инфлацијата и доларниот индекс се веќе на пат надолу, иако не можеме да бидеме 100% сигурни со оглед на фактот дека не знаете како утре може да се промени политиката во светот, ова моментално ни покажува од технички аспект, како и од фундаментален аспект, дека се оди во корист на тоа и понатаму да продолжи да паѓа и инфлацијата и доларниот индекс. Нормално, може да имаме стагнација, можеме да имаме одредени корекции, но како што можам да видам, трендот за движење надолу е започнат. И уште една работа пред да продолжиме со SPY и Nasdaq, кои што има интересни работи да се погледат, значи би сакал само на крајот да ги внесеме хајке наши свеките, за да ви покажам дека просто име. На месечно ниво,
Ако се сеќавате, макротренд во хајке наши е многу веродостојна анализа. Со тоа што ако погледнеме на DXY, моментарно хајке наши свеќите ни покажуваат свеќа со долги сенки нагоре и надолу, што секогаш ни представува промена на трендот. Гледате, значи секогаш кога добиваме вакви свеќи, добиваме промена на трендот од еден во друг. И оваа ситуација, значи тоа се случи и моментално имаме тренд надолу, со тоа што очекувам дека овој тренд ќе продолжи и тоа ќе продолжи до следниот bull market. Останува да видиме, но тоа е моето очекување и мојата анализа. Како што кажав и сам, секој од вас треба да си направи сопствена анализа, ова не е финансиски совет и ние не ви кажуваме што да правите, ние само ви кажуваме што сме нашли на пазарот со цел како заедница да утврдиме што понатаму можеме да очекуваме од ваквиот пазар. Со тоа што пред да завршиме, уште еднаш, значи ова поле на месечно ниво, оваа свеќа, која што претходно представува врв во овие два бул маркета, моментално ќе ни представува дно, кое што треба да го скршиме со цел да влеземе во официјален bear market, затоа што се уште ова е последната сопирачка, да речем, пред да влезе DXY индексот надолу. Значи тоа е она ниво кое што претходно било врв на овие два бул маркети, како што можеме да видиме оваа ситуација, за сега моментално да биде поддршка кога ќе стигнеме до неа во следниот bear market, но повторно тоа е само дел од еден bear market. Само сакам да кажам дека следната званична поддршка на паѓање ни е негде околу 103,1. Сега, зошто е битно прво да ги погледнеме на SPY и Nasdaq, затоа што истите ни покажуваат некои информации кои што не се битни во однос на определување на трендот, каде моментално се движат генерално пазарите, за да можеме да видиме што понатаму. Значи, генерално, традиционалните пазари, како што можеме да видиме во оваа ситуација, се во промена на трендот, но повторно се наоѓаме во истиот овој канал, каде што моментално ни покажува дека сме спремни за повторен пат. Сега, ова, иако моментално ни покажува дно во DXY индексот, кој што исто така е битен и за традиционалните пазари, како и за криптопазарот, значи во оваа ситуација можеме да кажеме дека се уште се наоѓаме во овој макроканал, кој што моментално, значи гледате колку точно ни определува каде моментално се наоѓаме. Гледате. На неделно ниво овој канал го запишавме уште од самиот почеток на паѓањето на SPY индексот, односно 500 најдобри компании во Америка и индексите на нивните хартии од вредност. И гледате дека моментално се уште цената се движи во овој канал, со тоа што мораме да видиме дали и понатаму ќе имаме движење на истава цена надолу, затоа што сега многу битна работа што овде исто ја видовме е дека се наоѓаме точно над bull market support band. Односно, многу е битна поддршка над овој bull market support band и да издржи оваа корекција без да се придвижи надолу во следна, значи да падне под самиот bull market support band, затоа што тоа би значило дека се уште има шанса за lower low, односно да се придвижиме до каналот за кој што ние постојано разговаравме, во кој што моментално претходно се движеше под, а потоа над истиот канал, значи вредноста на овој индекс, така да пак ќе кажам, значи истиот отскокна од 200 неделната средна вредност и истата може да представува дно, но мораме да видиме како се тоа ќе се одигра. Значи понатамошно паѓање на DXY индексот и промена на политиката на Федералната резерва може да означи дека овој дел овде бил дното на овој пазар. Посебно со оглед на фактот дека имаме макро дно, кое што е утврдено уште на 17 октомври, но не можеме да бидеме сигурни со оглед на фактот дека ние не очекуваме дека Федералната резерва ќе ја промени политиката, значи ние очекуваме дека тоа ќе се случи во текот на наредната година. Затоа и постојано кажуваме дека е битно да ги следиме сите фактори, сите индикатори со цел да утврдиме точно каде се наоѓаме, затоа што истите се променливи. Економијата е жива наука и не можеме да очекуваме дека ќе направиме една анализа и дека истата ќе остане така и цело време ќе биде точно. Со тоа што можеме да видиме дека имаме утврдување на повторно макро дно, иако не сме добиле макро дно на Market Cipher на месечно ниво, сме добиле макро дно на Burnout на моментум. Со тоа што да не заборавиме, како што и во оваа ситуација, можеме да добиеме значи лажна конформација во која што истата може да продолжи и надоле, доколку добиеме некаков негативен сентимент на пазарот повторно. Но, со оглед на фактот дека промената на Федералната резерва е една од работите кои што сите ја чекаат, значи јас сакам само да напоменам уште еднаш дека нашата анализа за SPY индексот беше комплетно успешна, со тоа што ние кажаме дека идеалното место на корекција на SPY индексот ќе биде 50% и тоа точно се случи. Значи ние точно го определивме дното на овој bear market, ако тоа беше 15 октомври. Останува да видиме дали сме право или не.
Како и да е. И понатаму корекција јас би очекувал дека истата би се придвижила некаде до ова исто ниво, каде што ние утврдивме дека ова жолто ниво ни би ни било, ако веќе купуваме, да речем, од овие акции на овој индекс, би било најсолидно место за купување по оваа корекција од претходниот bull market. Значи, на неделно ниво гледаме дека исто така имаме булиш елементи, во кои што моментално гледаме дека макротрендот е се уште нагоре. Значи, иако VWAP и нели одливот на пари е во тек, но гледаме дека имаме макро корекција која што моментално ја гледате овдека и мораме да видиме дали истата ќе се одржи над bull market support бендот и над ова поле кое што го имаме уште од почетокот на овој пат, уште од Тера Луна. Со тоа што, значи, ако успее да се задржи над ова поле и над bull market support бендот и преживее до фактички следниот состанок во 13-14 декември, јас верувам дека овој индекс ќе пробие надвор од каналот, што ќе биде и еден од показателите дека сме испаднале од официјалниот bear тренд, да речем. Значи, тоа е првиот и вториот, уште еднаш само на кратко, Nasdaq, тоа е електронската берза, иста ситуација. Значи, иста ситуација. Со тоа што Nasdaq е под bull market support бендот, но се движи во истиот овој падјачки канал, за кој што разговарав. Ова се уште зависи комплетно од тоа како ќе се постави моментално Федералната резерва и оттаму ќе можеме да разговараме понатаму за следната анализа. Сега, тоа беше само на кратко да ги анализираме традиционалните пазари, каде се наоѓаат, посебно со оглед на фактот дека Fear and Greed индексот за нив е во, да речем, неповолна состојба, значи јас затоа и велам дека е можна корекција. Значи секогаш кога ќе дојдеме до грид, па не дај Боже до екстрим грид, може да очекувате солидна корекција на пазарите, иако таа не може да се споредува со криптопазарите, каде што солидна корекција е, не знам, 20-30%, кај нив и 5% може да се очекува да биде солидна корекција, затоа што тоа е многу во традиционалните пазари кои што се многу постабилни со цена за разлика од криптопазарите. Значи тоа е накратко за традиционалните пазари. Имам некоја алергија денеска, не знам што ми е, носот ме чеше страшно, ќе се карам. Така, сега, значи мораме да погледнеме што понатаму со биткоин и што понатаму со значи овие индикатори кои што ги имаме на макро ниво. Сега моментално ќе го направиме тоа. Сега, првенствено ќе почнеме од, значи, како што се поред. 200, 300 и 400 неделната средна вредност, затоа што можеме да видиме дека конечно се наоѓаме во ситуација да треба да ја земеме и таа препит, со тоа што овдека најдобро може да го видиме на овој чарт тоа, каде што поради последниот пат на FTX моментално се наоѓаме под 300 неделната средна вредност, нешто што досега не се случило, со тоа што моментално ја внесовме и 400 неделната средна вредност, која што гледаме дека се уште кореспондира со онаа мета за која што ние очекуваме да се придвижи пазарот, посебно со оглед на фактот дека се уште нема информации за ситуацијата со Genesis. Ќе напоменем уште еднаш на сите они кои што следат пазарот. Ваков тип на катаклизмична ситуација во која што Genesis би банкротирала и би допринела за страф на пазарот, како и страф од загуба на клиентите на Grayscale и на Digital Currency Group, може да допринесе до уште едно каскадно дејство пат, што би било, јас верувам, на вистина последната капитулација. Јас не гледам зошто и понатаму би имало капитулации, иако нели може да се појави. Значи и Genesis не го очекувавме и FTX не го очекувавме, но тоа беше буквално како што можеме да видиме точно на технички значи да техничка средина беше определено со тоа што добивме неуспешна корекција од bull market support бендот и уште една корекција надолу. Значи, иако можем да кажем дека беше очекувано, се уште не можеме да знаеме дали тоа ќе биде FTX, че никој не може да го погоди тоа, но можеме да видиме дека чартот сам по себе е спремен за следна корекција, со оглед на фактот дека се уште немаме доволно интерес на пазарот за овој пазар да тргне нагоре. Значи, не заборавајте дека за да имаме поместување и во следен bull market, битно е да има зголемување интересот, односно луѓето се повеќе да се интересираат и да купуваат. Сега за сега, со оглед на фактот дека станува збор за една од најтешките зими кои што сме ги имале во последниот век, можеме да очекуваме дека до запролетување и до завршување на овие енергетски кризи, војни и слично, јас не гледам дека ќе има масовна корекција нагоре. Значи, тоа ако се вратиме назад и ги погледнеме претходните bear маркети, можеме да го погледнеме дека не е прв пат, тоа се случувало многу пати. Значи на неделно ниво гледате имаме пат цели 2-3 месеци во кои што цената останала на самото дно пред истата да се придвижи нагоре. Истото можеме да го очекуваме и од 2013 година, затоа што не знам колку пати сум го погледнал овој чарт, дури и многу подолго. Че гледате, на самото дно сме имале неколку корекции пред, значи тоа видите, ако се 4 свеки еден месец, имаме барем, не знам, 7 месеци овде, сега да не ги броиме, нели грубо кажано. Значи,
Тоа е најголемиот проблем што луѓето очекуваат дека ќе дојдеме до дното, веднаш ќе се придвижиме нагоре. Не, значи ќе биде потребно време и тоа е можеби најдосадниот дел, каде што се уште не знаеме дека сме на дното и не знаеме што да очекуваме, а можеме да видиме дека потребно е некое време за маркетот да се консолидира, луѓето да повратат, како да кажем, луѓето да повратат вербата во самиот пазар, пред да конечно тргнеме во следниот бул маркет. Јас затоа секогаш го имам ова, затоа што значи колку и да се наоѓаме блиску до дното, немој да заборавате дека сме далеку од бул маркет. Ние сме блиску до дното за цел да ги алоцираме најдобро што може нашите постоечки ресурси. Додека времето за профит е далеку од овој момент, не го заборавајте тоа, ќе има уште многу време пред да можеме да разговараме за потенцијален профит. Сега, тоа е во однос на значи 200 и 300 неделна средна вредност, со тоа што гледаме дека значи како се движиме во следниот бул маркет, така овие мети се повеќе и повеќе се поместуваат надолу, затоа што имаме силно придвижување на средните вредности нагоре на неделно ниво, додека цената не може да расте постојано во процентот по кој што растела претходно, што е сосема нормално. Колку повеќе одредено добро расте, толку повеќе и неговата цена се потешко се пробива кон нов профит, затоа што созрева. Значи колку повеќе созрева, толку повеќе се намалуваат процентите по кои што истото паѓа, но се намалуваат и процентите по кои што истото расте. Но таа стабилност е битна кога сакате да заштитите вашиот капитал, а биткоин е едно од најдобрите начини како да го заштитите. Посебно со оглед на фактот дека во последните 12 години во кои што истиот и постои, да речеме, значи докажал дека е најдобро хедж средство со цел да го заштитите вашиот капитал. Значи најдобро. Нема ништо подобро од биткоин, јас неколку пати сега ви го покажав тоа. Сега, нели, практично имаше онаа слика, ако се сеќавате некои од моите анализи претходно, каде што, значи, ако сте имале истата количина $1000 во Apple, во Amazon, во, не знам, Tesla, во што сакате, значи, а да ви покажам наместо да кажам ова, нели, најдобро би било. Значи, ева истата слика е најдов и е многу добар показател за тоа што ви го кажувам дека најдобар момент за чување на вашиот капитал. Значи, ако сте ставиле $100 во почетокот на биткоин до сега, значи, еве, сите средства можеме да ги разгледаме и да видиме кој би бил профитот ако сте имале $100 во најдобрите компании во светот. Значи, од Alibaba, Walmart, Johnson & Johnson, енкуп, Facebook, JP Morgan банката, Microsoft, Visa, Apple, Amazon. Значи, најдобар кој што би можел, не би можел, но би сакал да се конкурира со биткоин е Amazon од 3,3 значи К. Значи дека сте добиле некои 330% на $100. Apple 2,4, Visa 1,7К, Microsoft 1К. Значи тоа е некои 100%. Со тоа што биткоин, ако сте вложиле $100 кога самиот започнал на почетокот 2009 година, ќе сте добиле 9,2 милиона. Ете. Тоа е основната математика и вие видите кој ви е најдобар заштитник на вашиот капитал. Сите оние што јадат гомна може да погледнат тоа и да ми кажат дали сум управо или не. Значи нема потреба повеќе аргументи, мислам дека е многу добар аргумент. Сега, да се вратиме на што го разговаравме. Значи, да ги погледнеме моментално, гледаме дека ситуацијата е таква што може да се најде, значи оваа средина помеѓу 300 и 400 неделна средна вредност може да биде фактички новото дно, иако јас верувам дека со уште еден црн лебед, Black Swan event, можеме многу лесно да допреме до она мета која што ние имавме од $13,800, со тоа што се додека не добиеме официјални информации дека Genesis се спасил од банкрот, јас се уште не сум спремен да кажам дека ова е дното и дека нема да имаме следна капитулација, посебно со оглед на фактот дека нема никакви информации, тоа е уште позастрашувачко. Значи нема никакви информации, наеднаш едноставно исчезна информацијата што се случи со Genesis, што не е добро. Значи не е добро затоа што може од нигде никаде да не удри како гром. Затоа што може еден ден да испадне, знаете што, не само Genesis, туку и Digital Currency Group се растора и слично. Иако не велам дека ова сигурно ќе се случи, не велам дека ова, само сакам да ви кажам дека има потенцијал. И подобро е да се заштитите кога има потенцијал. Значи мене дури и да треба да купам некаде над 300 неделна средна вредност, ако цената се врати. Сепак ќе бидеме во многу добра ситуација доколку тоа го погледнеме од претходниот врв. Значи ние дури да почекаме да се врати цената до 300 неделна средна вредност моментално. Така. Значи во оваа ситуација, само да го исклучам магнетот, тоа би било да се врати негде на 18.300. Значи ние сепак би биле 73% во минус, 74 скоро, така. Затоа не брзам, затоа што ние и да трне нагоре моментално пазарот, ние сме сепак со 70% од нашето портфолио алоцирани. Тоа е DCA и затоа исто многу помага, оние кои што се нови на каналот,
би ги замолил да се вратат во нашиот едукативен сектор, оној едукативен дел плейлиста и да ги најдат DCA видеата. Има 4 DCA видеа во кои што детално објаснуваме што представува DCA и како може да ви помогне да добиете најдобар ризик наспроти профит во еден макротренд, како што е во ситуација во биткоин, а нормално истото може да го користите и во било кое друго добро кое го тргувате. Сега, значи ќе напоменем уште еднаш. Во оваа ситуација и да трнеме нагоре, се додека не доби информација за Genesis, јас би ризикувал и да се придвижиме нагоре и да треба да ги алоцирам последните 30% некаде над, дури можеби и над bull market support band-от, само да добием конфирмација дека нема да имаме следен пат поради Genesis. Затоа, додека не го добием тоа, јас не планирам да продадам, да купам повторно на пазарот, со цел да не се случи да купам и да добиеме повторна корекција надолу до 13.800, например. Она што го очекувавме за нас. Сега, значи овдека можеме да завршиме дека се уште не е точно потврдено, но верувам дека враќање над 300 неделна средна вредност би било солиден показател дека имаме доста солидна поддршка, со оглед на фактот дека 300 неделна средна вредност да се пробие ќе биде проблем. Така да останува да видиме, но јас верувам дека се наоѓаме на доста длабок дел помеѓу 300 и 400 неделната вредност, која што пред тоа не го земавме ни во обзир. Ние мислеме дека нема да стасаме ни до 300 неделна средна вредност, не само ние како канал, туку и многу други аналитичари, така да ова е веќе доста длабок дел реално правиме овој и затоа верувам дека е голема веројатноста овдека ако не се случи ситуација со Genesis да веќе сме го формирале дното. Промена на трендот во хајке наши свеките. Значи тоа мораме прво да го прегледаме на месечно ниво и да видиме каде се наоѓаме на месечно ниво. Значи доколку го погледнеме моментално чартот на месечно ниво, она што ќе го направам е ќе направам ова да не го гледаме овде, затоа што не ни е битно, не на месечно и на дневно. Добро. Значи, ако го промениме овдека трендот моментално во хајке наши, да видиме што ќе добиеме. Иако моментално е рано, значи во хајке наши добиваме забавување на трендот. Гледате. Значи забавување на трендот, односно како се приближуваме до врв или до дно на одредени ствари, така свегите постануваат се помали и нивната сенка е се пократка, најчесто. Значи поради оваа причина јас можам да кажам дека се наоѓаме на заоблување на трендот, но се уште не сме го добиле оној потврдувачки знак во кој што базичната и сигналната линија ќе се разминат на месечно ниво на бранот на моментум и ќе ни означат конечно зелена точка која што ќе значи пресврт во овој макротренд, кој што е многу битен да се добие на месечно ниво. Тоа би било можеби првиот катализатор на луѓето да почнат да купуваат, затоа што ќе кажам уште еднаш, не заборавајте дека има многу луѓе кои што ги следат сите овие исти индикатори и чекаат да купат во одредени вредности кои што чекаме и ние. Имајте го тоа во пред. Така да, хајке наши се уште се далеко, значи хајке наши се уште не е исполнето. Значи 2 и 3 според мене се исполнети, конечно за промена можеме да кажеме дека навистина има голем процент на веројатност дека се исполнети. Првото е се уште, значи не е одредено со оглед на фактот дека мораме да видиме што ќе се случи со самиот значи Genesis. Хајке наши на месечно ниво се уште далеку, но на неделно ниво, за разлика од тоа, затоа што повторно имаме забавување во трендот, можеме да погледнеме една друга ситуација, само момент. Значи погледнете дека иако имавме неколку корекции неуспешни, значи погледнете дека повторно имаме корекција на трендот нагоре. Значи ова што моментално го гледаме е корекција на трендот нагоре, само моментално да ги избришеме овие, да не се гледат на неделно ниво, да не бунат. Значи моментално имаме свеќе со подолги сенки и корекција на трендот нагоре. Мораме да видиме каде се тоа ќе задржи со оглед на фактот дека имаме и корекција на бранот на моментум нагоре, значи со оваа зелена точка, RSI е нагоре, VWAP е нагоре и дури и на неделно ниво гледаме дека сме добиле oversold на или препродаден на RSI, на самиот RSI. Така да во оваа ситуација имаме солиден пресврт на овој моментум нагоре, мораме да видиме како истиот ќе се движи после официјалните информации од Федералната резерва. И ако се вратиме сега, значи хајке наши неделно ниво е одличен, но знаеме дека неделно ниво веќе два пати се коригира повторно надолу. Гозискиот канал, како и секогаш, тоа е веќе исполнето, само сакав да го напоменам, затоа што во претходните два бул маркета беше доста добар индикатор. Во овој ситуација покажа дека не можеме да го сметаме со оглед на фактот дека имаме доста свеќи од промената на истиот, но ќе биде доста добар за да биде анализиран кога ќе дојдеме над него и кога ќе започнеме во следниот бул маркет.
така да ќе го имаме тоа во предвид и ќе го искористиме во тој момент. Сега за овој сегмент ние небитен. Не би рекол нерелевантен, но и небитен, затоа што веќе не може да ни помогне со оглед на фактот дека бројките за колку свеќи од промената од зелено во црвено се несоодветни, затоа што овде имаме 20 свеќи, а во претходните два bear market имаме само 6 пред да дојдеме до само 5 до 6 пред да дојдеме до самото дно. Така да овој можеме и официјално да го избришеме со оглед на фактот дека во претходните два ни покажа нешто што овој пат не ни го покажа и нема логика да очекуваме нели истиот да биде веродостоен и понатаму. Значи тоа е она што нели постојано мора да се прилагодувате. И нормално MACD, RSI и Stock RSI ќе ги погледнеме разделено, нема да ги погледнеме на Market Cipher за да имаме подобар приказ. Значи прво ќе погледнеме како што кажавме на месечно ниво. Рековме дека на месечно ниво се уште немаме пресврт кој што го очекуваме прво во Stock RSI. Значи се уште се движиме негде околу крајот, гледате дека имаме некои испреплетени движења на сигналната и базичната, мораме да добиеме солидна корекција во која што сигналната ќе трне нагоре, додека базичната ќе трне нели малку надесно и да имаме раздалечено. За тој момент ќе кажеме дека Stock RSI е булиш за прв момент од претходниот пат во 2021 година. Исто така и RSI моментално се наоѓа на најниска вредност што некогаш бил. Тоа е 40,6, значи никогаш не сме имале ваква вредност, но тоа не го менува фактот дека е далеку од oversold, значи може да се придвижи уште надолу. И MACD, еден од најбитните кои што во оваа ситуација можам да кажам, ни покажува дека имаме заоблување, кое што можеме да го видиме овдека. Значи овие бели столбови ни покажуваат дека имаме заоблување, но пред да добие пресврт на сигналната над базичната, тоа ќе биде многу далеку од дното, тоа ќе биде веќе крај, но моментот кога ќе добиеме повеќе бели столбови кои се приближуваат до нулата, веќе ќе знаеме дека корекцијата е во тек и е прашање на време кога ќе биде комплетирана. Со тоа што исто така мораме да го споредиме се тоа и на неделно ниво. Значи на неделно ниво имаме многу да речем охрабрителни знаци, со тоа што гледаме дека прво MACD е во нагорен тренд. Значи, MACD е во нагорен тренд и тоа базичната и сигналната линија се разделени и дури имавме и веќе позитивни свеќи над нулата, кој што можеме да видиме обранот. Потоа RSI е во корекција нагоре после тестирање на долната граница на овој индикатор. Само момент да го отворам. Кој имате мал монитор. Значи гледаме дека имавме корекција до практично линијата на скоро па oversold, значи препродаден. И гледаме исто така и во Stock RSI, дека ова е тоа што го бараме да се случи во значи на месечно ниво, за да можеме да кажеме дека Stock RSI конечно тргнал нагоре, односно сигналната линија да биде многу над базичната и фактички ваквото прекрашување ни покажува дека имаме потенцијал за движење нагоре на оваа цена. Уште еднаш ќе кажам, утврдување на дното не значи дека директно ќе тргнеме нагоре во следниот bull market. Потребно е време пред да се консолидира пазарот откако ќе го утврди дното и истиот да тргне нагоре. Не го заборавајте тоа. Така да имаме доста позитивни страни со тоа што вториот и третиот најбитните индикатори се исполнети, кај наши на неделно ниво исполнет, но не на месечно. Петиот индикатор, односно гледаме дека на неделно ниво имаме исполнување, но не и на месечно ниво. Значи ова мора од неделно ниво да се префрли на месечно ниво, односно неделно ниво да биде многу булиш и да имаме солидни корекции нагоре на овие индикатори пред тоа да го добиеме на месечно ниво, каде што ќе имаме и финална потврда за утврдување на дно и почнување на нов bull market. Не заборавајте дека некои од овие индикатори ќе се променат многу после самото дно, затоа што потребно е време да се направи дното и некои од овие индикатори се лагирачки и поради оваа причина ќе се променат многу подоцна, но тоа не значи дека се помалку битни. Тоа значи дека само ни даваат се повеќе и повеќе сигурност дека сме го утврдиле дното и се движиме нагоре. Значи гледаме дека генерално по големиот дел индикаторите ни покажуваат дека сме во позитива и дека навистина веќе можеби ова да се рачуна како дно, со оглед на фактот дека пак ќе напоменам, ова е техничка анализа. Тоа значи дека треба истата да продолжи понатаму и овие неделни да се префрлат во месечни, со цел да можеме да кажеме дека тоа е веќе завршено и дека навистина се наоѓаме во следниот bull market, но да не забораваме дека тоа е техничкиот дел, додека фундаменталниот дел со комисијата, со Федералната резерва, како и со потенцијалниот пат на Genesis, се уште ризици кои што мораме да ги земеме во предвид. Јас не знам за вас, но јас лично не сум спремен се уште да ги оставам последните 30% на пазарот, би ризикувал дури и да направиме корекцијата и да се придвижиме нагоре, па подоцна да ги ставам, отколку да ги ставам па да се случи Genesis колапс заедно со GCD или слично,
и на тој начин да изгубам потенцијален профит во поставување на овие 30% што подолу. Гледаме дека FIR моментално е на 29, што е сосема солидно ниво, значи генерално најчесто можеме да видиме дека ако оставиме тоа на максимално ниво, самите дна на пазарите се многу покарактеристични со многу пониски вредности, како што е во ситуација, на пример, вредности под 10 во претходните циклуси, така да овој индекс покажува дека ако не сме го направиле дното кога го направивме во овој сегмент овде, значи она што беше најниското каде што го утврдивме на 17, значи ако го погледнете ова фактички според самиот индекс, тоа е негде на 18 јуни 2022 година. Значи иако тоа е овој дел 18 јуни 2022 година, тоа е поради максималниот пат поради тералуна колапсот. Значи во оваа ситуација не би било точно со оглед на фактот дека стравот во оваа ситуација со FTX беше многу поголем за разлика од тој сегмент, иако падот беше поголем во јуни 2022 година, но генерално вредноста на FIR, мене ако ме прашувате, е доста висока за вака ниска вредност. Значи ако ова би требало да биде дното, јас би очекувал и Fear and Greed да биде многу по-длабок за разлика од тоа што моментално го гледаме, што дури ако го вратиме да речем на 7 дена или на 1 месец, значи не сме биле ниту блиску до тие едноцифрени броеви, каде што би било својствено за најдлабокиот дел на bear маркетот. И нормално CBBI индексот, кој што мене ми се допаѓа многу, гледаме дека како овие група на овие 10 индекса, значи досега многу добро ги утврдувале врвовите и најдлабоките делови на биткоин посебно, со тоа што гледаме дека точно, значи bear маркетите ги определувале со минимални вредности од 1, а некогаш дури 0. Значи со тоа што гледаме дека во оваа ситуација ние добивме такви минимални вредности од 2, значи се наоѓаме многу блиску до самото дно на пазарот, самото дно на овој bear маркет, но ќе напоменам уште еднаш, значи да не беше ситуацијата со Genesis и со FTX, ние сигурно до сега ќе го лоциравме и остатокот од нашето портфолио, но се уште не сум сигурен додека тоа не се случи. Значи јас знам дека неколку пати го напоменувам, но за нас тоа како група е многу битно, затоа што не може да има таков недостиг на информации и наеднаш толку голема дупка на пазарот само да исчезне. Значи тоа е невозможно и тоа значи дека нешто се случува за кое што мораме да почекаме и да видиме што понатаму. И она што сакам да ви го покажам е многу интересно, значи сентимент, односно оној кој што го имаме интересен индикатор за тоа каква е моментално колку се зборува на пазарот за биткоин и за криптовалутите, е на 0,4%, што е многу несвојствено со дно на пазарот, но ова не е позитивен сентимент. Значи ако се сеќавате, многу пати го разговаравме тоа дека не постои добра или лоша репутација, постои репутација. Истата ситуација и со биткоин. Значи имаме толку многу висок сентимент од 0,4%, што е, прост пример, 0,4%, значи чисто да видим, 0,4% бил, например, кога цената била 37.000. Така, 0,4 бил и кога цената била, овдека, подолу малку, значи, значи 37.000 е својствено да биде 0,4% сентимент. Зошто е тоа така? Оваа ситуација е поради тоа што станува збор за негативна конотација на криптопазар. Значи моментално имате еден куп морони кои што нема ни појма како функционира еден блокчейн, кои што зборуваат за тоа колку е негативен криптопазарот само поради тоа што FTX паднал. Не поради тоа што имате неуспешност на криптопроектите и на криптотехнологијата. Вие имате луѓе кои што само заради тоа што една будала бушава направила загуба од 10 билиони, сега најнаш имате еден куп негатори на целиот овој сектор на технологија само поради еден човек. Значи тоа е искрено, ако мене ме прашувате, уште поголема штета во парите кои што изгубени, затоа што вие имате од една страна загуба на пари, која што не е прв пат, тоа се случувало постојано. Значи многу од овие берзи и да речем институции кои што даваат не знам какви staking rewards и слично, најчесто тоа го прават поради тоа што имаат некој врзан тоа гледате како, значи едните ги даваат на другите, па другите ги заложуваат на третите и на тој начин имате еден врзан круг во кој што било кој колапс на еден од тие ќе ги повлече сите заедно со нив. И во ситуација поради лакомоста на луѓе, значи вие имате осуда на целиот криптосвет, на целата криптотехнологија и светот само поради тоа што неколку будали одлучиле да се коцкаат со туѓи пари. Значи вие ќе кажам уште еднаш, овој сентимент е негативен затоа што сите моментално разговараат негативно за криптопазарот поради тоа што прво се неинформирани, а второ, значи негативната страна на тоа што некои луѓе со лакомост присвоиле туги криптосредства и ги вложиле и ги изгубиле,
И тоа моментално допринесува да луѓето зборуваат негативно за технологијата, што технологијата никако не е поврзана со оваа случување. Значи тоа мора да го разграничите крајно, затоа што многу луѓе кои до сега се уплашени мора да разберат. Ниту во еден сегмент од паѓањето на цената кој што моментално го просведочивте, не беше виновна технологијата. Технологијата работи одлично, работела и ќе работи. Проблемот се луѓето. Значи тоа е уствари оној проблем кој што се обидува криптосветот да го реши, односно каде што нема да бидеме зависни од луѓе. Затоа многу повеќе би верувал на пример на децентрализирана менувачница каде што се работи од алгоритам, за разлика од централизирана менувачница во која што вие ги носувате парите, а не знаете што се случува позадина. Сега конечно почна да даваат прво резерв. Пред тоа немаше никакви информации што се прави со вашите пари на берза. Вие имате некое сликиче на екранот каде што ви пишува колку имате. Но додека тие не се на вашиот новчаник, тоа не се ваши криптовалути. Значи, ќе напоменам уште еднаш на крајот на овој видео, секогаш гледате криптовалути да бидат во ваш новчаник. Значи, за поголемиот дел од големите валути има стейкинг и од ваш cold wallet, така да не мора да ризикувате да стоат на нечи туѓ wallet, надевајќи се дека ќе ги вратат кога ќе добиете стейкинг rewards. За разлика од тоа, добивате стейкинг rewards и ги чувате и никој не може да ви ги допре освен вас. И на крај, како што можеме да видиме и сами, значи секогаш сакам ова, можеби ќе стане и навика на мојот канал, да го покажам ова затоа што имаме уште 511 дена до следниот халвинг, така да имаме солиден период во кој што се уште има време како да научите, така и да акумулирате за следниот bull market кој што најчесто, барем досега во 3 наврати се случува точно после самиот халвинг. Разговараме зошто, тој механизам може да го погледнете и понатаму на нашиот канал. Значи биткоин халвинг механизмот и биткоин халвинг циклусот има две различни видеа во едукативниот сектор, во едукативниот дел од нашите плейлисти, каде што може да погледнете колку истите се сигурни и колку досега ниту еднаш не сгрешиле фактички. Така да земете го тоа препор кога сакате да научите нешто повеќе и како и секогаш, значи ако ви се допаѓа нашиот материјал, би ве замолил ако можете да го препорачате на луѓе кои што сакаат да научат за криптопазарот, затоа што истиот доаѓа многу побрзо од она што вие сте свесни. Погледнете ги нашите видеа и ќе видите и сами дека имаме доста докази дека сме многу повеќе завлезени во криптосферата отколку што многу поголемиот дел од народот сака тоа да го верува. Како и да е, значи остануваме и понатаму да работиме за вас. Значи секој ваш коментар, лайк, поддршка од типот на share, значи subscribe ако не сте направиле, следете ги нашите социјални мрежи на Facebook и на Instagram кои што може да ги најдете во дескрипцијата на нашето видео, со цел да добивате нови информации кога ќе има нови видеа, како и да и понатаму продолжуваме да работиме заедно со нашата заедница. И нормално го најавуваме во текот на утрешниот ден ќе снимиме видео заедно со Никола за она што го ветивме, значи за Lightning Networkот и за Ethereum и Ethereum сервис имињата. Така да имајте го тоа во превид во следните неколку дена. Ќе го направиме видеото утре, а вие ќе го добиете посе изгледа во петок. Така да имајте го и тоа во превид. Нормално понатаму ќе ви информираме преку нашите шорт видеа, следете ги на нашите социјални мрежи. Уште веднаш ви благодарам многу и се надевам дека ќе го следите и нашето следно видео. Поздрав од CryptoGaming.